Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Драги мои, продолжуваме да чекориме по патот до обновен ум. Имено, ова издание е 6-ти дел од овој серијал. Јас сум Елена. Ве поканувам заедно да откриваме како да го трансформираме нашиот живот. We love you so much. We've come to worship you today. This is the house of the Lord. This is His house. And He can do anything He wants today. And He loves miracles. He loves signs and wonders. He loves that He's given us authority to speak to mountains. We speak, He moves it. Amen. Anybody need a mountain move today? Tell it what to do, and He will back you up with His power and with His grace. Hallelujah. Thank you, Lord God. Мора да стигнеме до место каде што нашиот ум е трансформиран, обновен преку Божиот збор. Така што треба да му дозволиме на Божиот збор да започне да го оформува начинот на кој мислиме. Постои светоглед што постои во духот и светоглед што постои во телото. Светогледот на духот е тоа што ние го исполнуваме, го почитуваме Божиот закон, ја исполнуваме Божијата воја, му даваме задоволство на небесниот татко преку следење на духот. Така што потребен ни е светогледот што ќе се предадеме на духот. Во послание до Римјаните 8 глава стои: Оние кои живеат по тело копнеат за телесното, а кои живеат по дух за духовното. Копнежот на телото е смрт, а копнежот на духот живот и мир. Како го формуваме светогледот на духот? Го формуваме преку проучување, читање, медитирање на Божиот збор, откривајќи која е Божјата воља. Нам веќе ни е дадено помазание кој не учи, не поучува, како што пишува во прво послание на Јован Богослов 2:27. И помазанието што го примивте од Него, од Исус, пребива во вас и немате потреба некој да ве учи, но бидејќи самото помазание ве учи на се и е вистинско и не е лага. Останете во него онака како што ве научило тоа. Треба да дојдеме до степен каде што ќе го оформиме умот да мисли за духовни работи и покрај тоа што умот не е духовен дел од нас. Даден ни е зборот на вистината, кажана ни е апсолутната вистина. Потребно е да го промениме начинот на кој мислиме. Потребно е да го реструктурираме нашето мислење, нашето размислување. Образците на нашите мисли треба да бидат како Божјите образци. Пример треба да ни биде Божјиот збор. Не по случајност напишано е дека зборот дојде во тело, тоест во Исус Христос. И тој стана пример и образец за тоа како треба да се мисли и постапува. Божјиот збор е апсолутната вистина. Исто така во прво послание на апостол Петар 2:21 напишано е: Бидејќи вие сте за тоа повикани, оти Христос пострада за нас, оставајќи ни пример за да врвиме по неговите стапки. А во послание до Ефесјаните 5:1 и 2 стои: И така,
Угледајте се на Бога како чеда возлюбени. Изживејте во љубов, како што и Христос не засака и себе си за нас се предаде како принос и жртва на Бога за пријатен мирис. Необновениот ум предизвикува да се сомневаме, да се плашиме, да се чувствуваме дека стоиме на работ, на ивицата, со впечатокот дека сме дисквалификувани. Божиот збор гласи: Бог не ни го даде духот на стравот, туку духот на силата, љубовта и трезвеноста. Исус Христос постојано ги опоменуваше: не се плашете, зошто се сомневате, зошто не верувате, до кога ќе бидам со вас? Исус Христос постојано беше против нашиот душевен дел, делот со кој наоѓаме разумно и оправдано решение и одговор, наместо да реагираме според нашиот духовен дел, во срцето, делот каде што веруваме. Како што укажува во Евангелие според Марко 11, 23 и 24, имајте вера во Бога. Оти вистина ви велам, ако некој рече на оваа планина, дигни се и фрли се в море, и не се посомнема во срцето свое, а поверува дека ќе биде како што рекол, ќе му се исполни што и да каже. Затоа ви велам, се што ќе побарате во молитва, верувајте дека ќе го добиете и ќе ви биде. Затоа, многу пати, работите не се случуваат затоа што не гледаме во надприродното, туку ментално се обидуваме да го објаснеме и да го направиме. Има многу работи кои се присутни на небесата, но не се присутни на земјата. Бидејќи нашиот ум не е програмиран, оформен да мисли така, не ги гледаме нештата. Ако не си дозволиме себе си да научиме, да се трансформираме, да се ослонуваме на апсолутната вистина, тогаш лесно ќе бидеме изманипулирани и ќе веруваме во лагата. Божиот дух доаѓа преку мечот на духот и тој ги разделува душата и духот. Божиот дух ги разделува, ја одвојува целината составена од умот, волјата и емоциите од духот, од она што сме ние и нашиот дух. Како што е укажано во послание до Евреите 4:12. Зашто Словото Божие е живо и действува и е поостро од секаков меч со две острици. И навлегува до разделување на душата и духот, до зглобовите и мозокот и ги проценува мислите и намерите на срцето. Така што, поаѓаме од идејата дека кога доаѓа духот на вистината, нам ни ја открива сета вистина, не води кон вистината, бидејќи тој е вистината. Awesome in this place. Mighty God, Prince of Peace. Holy Ghost, Holy Ghost. Fill this room. Fill this place. He's awesome. Let's sing it out. My God is awesome. He can move mountains. Keep me in the valley.
Во нас се одвива процес кој трае постојано и се случува во нашиот дух, не во нашиот ум. Нашето тело не сака да ја спроведува Божјата волја, ниту пак нашиот ум. Нашиот ум сака да поставува прашања, да има логично објаснување, оправдување. Нашиот ум сака да ги прави нештата на свој начин, а не на начин како што укажува духот. Тука се јавува тој јас, тој простор, таа разлика помеѓу необновениот ум и духот. Целта е духот да се обнови за да функционира синхронизирано со духот. И телото сака да прави онака како што сака, не сака да биде дисциплинирано. Но нашиот дух е покренат од Божиот дух преку раѓањето наново. Што е тоа наново раѓање? Исус тоа одлично го објаснува при средбата со Никодим одговарајќи: Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, не може да го види Царството Божјо. Никодим му рече: како може човек да се роди кога е стар? Зар може повтор пат да влезе во утробата на мајка си и да се роди? А Исус му одговори: Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, не може да влезе во Царството Божјо. Зашто роденото од тело, тело е, а роденото од дух, дух е. Затоа, не чуди се што ти реков, вие треба да се родите од озгора. Ветрот дува каде што сака и гласот негов го слушаш, но не знаеш од каде иде и на каде оди. Така е со секој човек роден од дух. Никодим му одговори рече: како може тоа да биде? Исус одговори му рече: ти си учител Израилев, па тоа ли не го знаеш? Вистина, вистина ти велам, ние зборуваме за она што знаеме и сведочиме за она што сме виделе, а вие нашето сведоштво не го примате. Кога за земни работи ви зборував и не верувавте, како ќе поверувате ако би говорел за небесните? Врз основа на ова може да се заклучи дека нашиот дух е наново роден. И тоа е првиот чекор за промена. Со тоа Божиот дух влијае на нашиот дух, кој пак влијае на трансформација на нашата душа, односно на нашиот ум, го обновува умот, а тој пак влијае на трансформација на нашето тело, емоциите и волјата. На тој начин може да се имплементира Божјата волја како на небото, така и на земјата. Нашето вистинско јас е всушност нашиот внатрешен човек, нашето срце. Таму престојува небесниот татко. Така што ние сме совршени внатрешно, но не сме комплетни и целосни во нашата душа и нашето тело. И заради тоа, ние треба да ја дозволиме на нашата душа да биде трансформирана и обновена. Светиот Дух го просветлува нашиот дух, како што пишува во втора книга Царства, 22 глава. Ти си Господи светило мое, Господ ја просветлува мојата темнина. Тој е штит за сите што се надеваат на Него. Зашто кој е Бог освен Господ и кој е сила што се надеваат на Него? А во послание до Римјаните 8 глава стои: Духот не подкрепува во нашите немоќи, бидејќи не знаеме за што да се помолиме, како што треба. Туку Духот сам посредува за нас со неискажливо воздивнување. А оној кој ги испитува срцата знае каква е мислата на Духот, бидејќи он по волјата на Бога посредува за светиите. Ова ни укажува на фактот дека Светиот Дух е пратен за да ни помага, да не советува, да не насочува, а доколку ние сме послушни на Неговиот глас, нема за што да се грижиме или плашиме. Во Псалм 16 пишува: Ти ми ги покажа патиштата на животот, со радост ме исполнува Твоето лице. Вечно блаженство е во Твојата десница.
Кој подобро би знаел што е најдобро за нас, ако не небесниот татко? Тоа е целта да живееме по духот, а не по телото, за да бидеме нашето вистинско јас. Небесниот татко во книга пророк Еремија зборува: Оти само јас ги знам замислите, што сум ги смислил за вас, вели Господ, замислите за добро, а не за зло, за да ви дадам иднина и надеж. Духот во нас е волен и желен да ја открие и изврши небесната реалност на земјата. Ние сме зависни од изворот на животот, а тоа е небесниот татко кој се откри преку Исус Христос, а преку Светиот Дух живее во нас. Во Јован 15 глава пишува: Јас сум вистинската лоза и мојот татко е лозарот. Останете во мене како јас во вас. Како што прачката не може да роди плод сама од себе ако не остане на лозата, така ни вие, ако не останете во мене. Јас сум лозата, а вие сте прачките. Кој останува во мене и јас во него, тој дава многу плод, зашто без мене не можете да направите ништо. Ако останете во мене и ако моите зборови останат во вас, барајте што и да посакате и ќе ви биде. А во 7 глава Исус говори: Ако е некој жеден, нека дојде при мене и нека пие. Кој верува во мене, како што е кажано во писмото, од неговата внатрешност ќе потечат реки на жива вода. Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми, освен преку мене. Кој ме видел мене, го видел таткото. Потребна е нашата свесност за потребата од пренасочување од старото јас кон новото совршено јас. А тоа се остварува преку промена на нашиот светоглед, преку нашето покаяние и нашата свесна одлука за прифаќање на Божјата волја, а не нашата. Бидејќи Божјата волја за нас е совршена, а нашата волја, иако навидом правилна и добра, е сепак несовршена. Дали сме подготвени доброволно да се откажеме од нашата погрешна природа и да пристапиме кон нашата целокупна трансформација, која бара труд, трпение, време, понизување, а пред се, љубов и почит кон небесниот татко. Драги мои, ве поздравувам. Ја следевте емисијата Елиезер, автор и водител Елена Ѓурѓевска Костадиновиќ, под покровителство на и во соработка со Господ Исус Христос и Светиот Дух. Елиезер